Дури ни субвенциите од државата нема да го спасат креварството на истокот. Сточарите од регионот се незаинтересирани за мерката која државата ја нуди, за поврат на 80% од парите за купена нова млечна крава. Дел од нив потенцираат дека доколку државата сака да помогне, тоа да го стори на поинаков начин. Не ги даваме ни тези пари, него 20% ако ми е добро да ги платам. Тука може. Да, пример, оно дозволено 20 крави, за 20 крави ја треба да давам 40.000 евра. Тоа е многу пари. А вака, пример, ја ќе дадам негде околу 8.000 евра. Значи, тука не е малку разлика. А дали не јаме едноставно од кај ќе дадеме? Освен немањето кеш за инвестирање во нова стока, сточарите потенцираат дека веќе во никого и ништо немаа доверба. Они ќе пишат елитна дека прва класа, а може да биде трета. Од кај знаеме ние што ќе биде. И после ќе рече ти немаш услови, не и даваш добра храна, значи ние никој не може да добиеме тоа, да докажеме дека не е сорт на кравата. Дополнително, лошата состојба во сточарството во моментов им ја губи секоја желба воопшто да продолжат да се занимаваат со ова. Пазарот иде многу лошо, слабо, незадоволно, да ви кажем отворено, зорле, молеме ги купувачи да купат, неќе. 36 броја имам ги. Не знам, не може тие да ги продадам за да земам други. Од друга страна, на новиот план на државата поинаку гледаат од млечната индустрија. Во просек една крава дава од 3 до 6 тони млеко годишно, додека млечните крави даваат и до 3 пати повеќе. Едно сортно грло би дошло за многу помалку средства, но тоа е благодет за нас. Ќе добиеме чиста генетика, крави со поголема млечност, а и самите кооперанти ќе бидат поедуцирани. Мерката за субвенционирање на купувањето на крупен добиток се уште не е стапена во сила, но очекувањата се дека истата ќе почне да се спроведува до крајот на годината. Истата е резултат на барањата на сточарите за обештетување од последиците што врз шталите ги остави болеста јазлеста кожа. Се проценува дека како резултат на неа фондот на крупен добиток е намален за 30 до 40%.